Благодарам, председателе. Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, некои анализи од колешката ми остана навистина со прашалници. Еве, прашува колешката дали оваа трансформација била реална, да без добра анализа на капацитетите и стандардите не можело да се отвори факултет и без анализа кој кадар е дефицитарен и овој закон нема механизам за еднаквост. Значи, во Република Македонија за прв пат се отвара медицински факултет за медицински сестри. Значи, тој кадар во нашата држава е неопходен. Сите знаеме дека медицинската сестра е клучна алка во синџирот на здравствена заштита. Нејзиното влијание е огромно врз подобрување и во одржување на здравјето на граѓаните. Во клиничка болница Битола се лекуваат и македонци, и албанци, и турци, и власи, и никогаш досега не сум слушнала дека има некаква нееднаквост или некаква дискриминација. И не знам искрено, колешке, зошто ваквите забелешки ги ставате во носење на овој предлог закон. Унапредување на образованието. Со тоа, со овој закон, значи, ке им се овозможни на медицинските сестри да се едуцираат, да се надградуваат, да продолжуваат со својата професионална кариера од една страна, значи да добијат стручни, компетентни, да добијат знаење кои што секако ќе го применуваат во негата на сите наши граѓани кои што се лекуваат во клиничка болница Битола и секако во Република Македонија. Навистина, искрено, вашите забелешки за законот се неосновани. Ви благодарам.